во моментов ти си една од најостварените бодибилдинг атлети во Македонија. Значи имаш бројни успеси остварено во текот на годините, започнувајќи еве да кажеме од 2019, 2017 поточно ти е првото европско надпреварување во Угарија, каде што освојуваш трето место, 2019 си победник на Купот на Македонија во велнес категорија јуниори и во 2021 веќе експлодираш. Успеси за голем поздрав. Не знам колку луѓето успеваат да го препознаат значењето на сите овие остварувања во држава кај нас, но ја би сакал да пројдеме кроз сите нив, накратко малце да ги отвориме. Но самиот почеток да ти посакам добре дојде и баш ми е мило што прифати си денес тука. Например, благодарам за поканата и че си задоволство ми е за секој ваков разговор што секаде сум поканата за ваков разговор, нормално со позитивна, убава енергија, убави теми на разговор, склоп со спортот, да мотивираме некој. Денеска ќе мотивираме многу луѓе и ќе одговориме на многу прашања и стереотипи, да кажеме, поврзани со бодибилдингот, затоа што се уште иако е присутна скоро во животот на секој човек, многу луѓе неправилно и пристапуваат или со погрешен мотив и пристапуваат. Па би те прашал да кажеме кој беше твојот иницијален мотив за влегување во теретана и кога првпат влезе во теретана, ако се сеќаваш? Мојот почеток беше 2017 година, бидејќи јас сум по потекло од Крио Паланка, тука учев средно завршив. Едноставно досадно ми беше досадно ми беше интернат така да седам. И најблиско нешто ми беше на Тоше Зафиров теретаната. Таму почнав, дури 2 недели како вежбав таму, ме праша дали ќе работам таму, тоа беше и првата работа во теретана. За некои 4 месеци прв пат се појавив на бина, тогаш не ни знав што треба да јадам, диета, склоп со ова што сум денеска. И сега, последниве неколку години како професионалец што се бавам по бодибилдинг, тоа беше нешто смешно, но сепак, како, можам да кажам на шала за фреканција, освоив трето место тогаш. И посам тоа правев и некоја пауза и од 2019 навака до денеска нон-стоп и такмичам и навака. Колку е, мислам, очигледно дека луѓето виделе нешто во тебе, штом за 2 недели те поканиле да работиш во теретаната, не секој добива, мислам, многу специфично место е за човек да работи, вклучува познавање од светот на фитнесот и од познавање од светот на работа со луѓе. Значи, и луѓето процениле дека тие за 2 недели, дека за тие 2 дарби ги имаш практично. Да. Па буквално јас како знам за мене, така сум спортист нон-стоп. Дур бев паланка, планинарев. Немаше во кој спорт не бев активна таму, дури кошарка тренирав, со фолклор се занимавав. Значи, секаде ме имаше. Затоа мислам дека и потикнував као изглед на спортист. И сите мислеа дека 2-3 години сигурно вежбам, а јас само што почнав по теретана да не ни знаев да вежбам, ништо не знаев буквално. Ета од тогаш до денеска себично сама научив се. Со откривање, пратење на некои што ми биле идоли, мада сега веќе неам идоли, а реално да бидам, се гордеам самата со себе, тоа што го имам постигнато. До пред некоја година можеби сум имала идол што сакам да бидам како некоја тука некаде, но веќе си се сакам себе, несебично нарцис сум. Прерасна во идолот што сакаш да бидеш. Да, така. Тоа е идеалното сценарио, да кажеме, на секој спортист. Да, повеќе немам идоли. Пред да започнеме да влеземе во остварување на сите овие успеси на светската сцена кои што ги имаш остварено, кои што се стварно на завидно ниво. Ти имаш, значи, знаеш како луѓето се гордеат со своите остварувања кога ќе почнат од нула. И дали е бизнис, дали е спорт, дали кој да е гранка или индустрија, денеска е многу популарно да се каже дека, знаеш, почнав да го работам ова од нула или ова го изградив од нула. Не ми е даено, не ми е поклонето и така натаму. Ако е тоа нешто со кое што луѓето се гордат, реално и треба да се гордат,
ти си почнала од минус 100. Значи така некако би го кажал тоа. Значи нула е далечна дестинација се уште за тебе. Значи ти треба Да. да средиш во фазата пред да почнеш со бодибилдинг, да средиш толку многу работи и да си објасниш толку многу феномени во животот за да стигнеш до нула и од таа нула после тоа да почнеш да градиш за да стигнеш до 100 моментално кај што имаш стигнато. Спомна дека доаѓаш од Паланка, па би те прашал прво ајде за убавите моменти ме интересира од Паланка, како беше животот во Паланка, ние немаме многу прилика да слушнеме за животот во тие места. Па реално можам само да кажам за онака убавините во градот, иначе моето детство, моето минато, не памтам нешто што било убаво тогаш. Еве за градот нека биде има и манастир таму, За градот значи прекрасен манастир, дефинитивно, и кога ми треба малку релакс да избегам од луѓе, тогаш може да идам Паланка да одморам малку. Само ради тоа ми се свиѓа и заради тоа би одела Паланка. Иначе онака, знаеш, секое идење мое ме потсеќа на многу од минатото, многу неубави, несакани работи, така да игнорирам да идам само на ден, два преку сила и се враќам тука. Тоа е убавина што со други зборови скапо се плаќа на некој начин за животот и за луѓето кои што Види, јас сепак се гордеам што сум од таму, од едно мало градче што, знаеш, и нема толку луѓе што се малце подкренати на повисоко ниво таму, што се излезени од градот, што имаат некој успех, така да јас се гордеам што сум една од тие што се таму. Апсолутно и со право. И со право затоа што македонската провинција, да кажеме, е стигматизирана од многу страни, а реалноста е уствари дека тие луѓе имаат многу тежок живот. Значи, руралниот живот кај нас барем во Македонија, ако во други држави е предност во смисла на природа, слобода, мирен живот и така натаму, овдека се истите атрибути се присутни, со тоа што мајндсетот на луѓето е многу лош. Значи, нашата провинција пати мислам дека од тој симптом најмногу. Значи, мајндсетот на луѓето е премногу се примитивни, премногу се неедуцирани и премногу се искористени, да кажеме, таа некоја пропаганда која што се шири меѓу нив. Посебно во мојот спорт, во бодибилдингот, многумина не се запознае. Не многумина, туку дали 10% се запознаени со спортот, што имаат и осетено од сцена, од припреми, било што како, што барем една недела биле на режим на исхрана, на тренинзи, биле малку поактивни. Останатите можат само да коментират од страна изгледот и од нивна гледна точка. Бидејќи тоа што го нема осетено тоа, не може да коментира, не може да каже. Многу има што, машки спорт е, зошто баш тој спорт, малце поинаку го гледаат, но само јас можам да кажам и јас знам како имам тргнато по тој пат, кај сум, која е жртвата, ти од се да се откажеш буквално, да не излегуваш ниту кафења, ниту дружба, туку да стануваш како војник, можам да кажам, од себе у 4 сатот да правиш кардио, да гледаш колку е сатот за да заслужиш да јадеш, да одиш на тежински тренинг, плюс работа, плюс клиенти. Значи, ние зборнавме на кратко пред снимањето дека генетиката игра исклучува важна улога во целиот пат на тетата понатаму, но ако имаш некоја предност во цела ситуација, тоа е некоја паланешка генетика и цврстина и сила која што луѓето имаат таму. Значи ја знам бројни примери, тоа не се премногу луѓе, но баш дека се малку, секој еден од тие луѓе кои што ги познаваат Паланка поседуваат посебна физичка сила и посебна енергија во нив. Види, јас имам генетика и од двете страни, од кај татко ми и од кај мајка ми. И мајка ми била атлетичарка, татко ми малку онака градбата му е поинаква, мислам му беше поинаква, цврст човек, многу силен човек, тој се занимаваше и ковач беше, и со железа и со такви работи, така да имам и од двете страни генетика. А буквално во овој спорт, затоа се наменети категории. Кој за која категорија има генетика, во таа категорија да оди. Така да според моите гени, јас сум створена за велнес категоријата. Таа е бразилска категорија по потекло.
И сите пропон како да кажам, се што е потребно за таа категорија, се имам јас. Уште самиот почеток сум велнес категорија, немам менувано категории, пошто обично идат женскиве во бикини, па од бикини боди фитнес, од боди фитнес одат велнес категорија. Така да знаеш, со тек на време како успеваат да надокнадат нешто на себе да изработат, така ги менуваат категориите. Но квалитетот се гледа кога цело време ќе си бркаш една категорија. Штом си створен за таа категорија, подобро да ги подобруваш тие деталчиња што ти фала да Мгм, ги мгм. подобруваш, да работиш на тоа за да бидеш поквалитетен во таа категорија, отколку цело време да менуваш категории и ајде, ќе се пронајдам во некоја категорија и во таа категорија ќе идам. А, добро, ги спомна родителите, многу кратко сакам да го отвориме тој момент затоа што тоа е, ајде да кажеме, една приказна што тебе те одбележува и мислам дека може да инспирира многу луѓе кои што моментално се наоѓаат во тешки домашни ситуации поврзани со алкохол и со семејно насилство. Луѓе кои што влегуваат во тој вртлок и не гледаат излез Да. и едноставно го прифаќаат тоа као конечен начин на живот. Значи не гледаат друг пат за себе си. Значи ти си еден многу редок пример. Еден многу редок пример на член на такво семејство кое што изобилувало со семејно насилство и со траума и кој што успеал да излезе од тоа, да ги направи горди сите членови на тоа семејство понатаму и себе си да се преслика во идол, што викаш ти, јас веќе немам идол затоа што прераснав во тоа што сакав да бидам некогаш. Значи Да. тоа е толку редок случај, јас немам, стварно немам начин да се изразам во што гледам и на што можеме да посведочиме тоа. Значи тоа едноставно не се случува овде кај нас. Да, буквално така. Од една страна за жал што така имам поминато, од друга страна па и не за жал, туку да го немам тоа поминато, нема да сум тоа што сум денеска, да имам сила се да издржам, да имам мотивација за да успевам, да се искачувам цело време левел погоре. И едноставно среќна сум што сум тоа што сум сега, секој човек што го имам постигнато само, бидејќи во овој спорт не може никој да држи диета наместо тебе, да вежба наместо тебе. На бина кога ќе излезам, јас не се такмичам со еден само, туку се такмичам, посебно моја категорија има највеќе конкуренција со 30 девојки, над 100 држави што ќе ми се погодат во категорија, така да не е баш толку лесно да стигнеш до тука, но и сепак Мгм. ете, минатото ми има направено да бидам толку цврста. Точно тоа сега Било да те прашам, значи колку минатото, колку таквото тешко минато да кажеме, ти ја олесни задачата денеска, односно се справуваш со предизвиците на модерниот бодибилдинг денеска. да. Тие што имат осетено малку повеќе од семејно насилство, знаат што сакам да кажам, пошто реално да гледаш секој ден хорори по дома, тоа не би го издржал баш секој. Тоа се трауми, тоа е страв што ете и ден денеска влијае на мене. Тоа се некои ситници што реално ми се слаба точка, но ете, фала на Господ ги имам поминато сите тие и сум тоа што сум денеска, имам сила. Значи, као Како што било како потешко, сега е лесно. како успеа? Затоа што а, ако нешто да кажеме остане од ова снимање денес, тоа е најверојатно една моќна порака, а тоа е за сите оние луѓе кои што се наоѓаат денеска во таа ситуација, секој ќе треба на свој начин да си го најде патот. Не Да. постои да кажеме еден конечен совет за тоа како луѓето да се справат со таква ситуација, како луѓето да се справат со алкохолизам дома, со неконтролирано однесување, со викање, со тепање, со урлање, значи не постои еден начин. Но ако сакаш да издвоиш, да кажеме, еден или неколку корисни совети за сведоците на такви настани, посебно за децата кои што се моментално заглавени во таа ситуација, кој би бил? Види, во тој период кога ми се имаат случувано такви дешавки што имам гледано се пред мене, јас не сум била толку моќна за да се спротивставам со тоа да најдам некое решение да избегам од тој настан. Едноставно толку години сум имала што сум морала да бидам присутни на тие дешавки, што сум морала се да гледам пред мене, пред моите очи што се случува со мајка ми и со татко ми, нормално и сестра ми, не само јас. Но секоја мајка е борец и дава се од себе да го тргне детето на страна, да не осети ниту најмалку од нешто такво.
Но сето тоа е искуство и тие што се во такви случаи, едноставно многу мислам дека сме многу поинакви и подцврсти карактери, бидејќи тоа било тешко, но може да се смени. Може да се смени ако родителот, мајка као мајка ми има тргнато на страна, да избегнувам некои такви, да не гледам такви дешавки. Но не може да те не може да те оттргне комплетно од тоа. Значи ти постојано Да. колку и да си заштитена, колку и да пробува те заштити во тие моменти, ти сепак сведочиш на тоа. Да, Значи, и мораш да се помириш со таа судбина и да издржиш тоа до крај, но сепак тоа ме научи да го правам тоа што сум сега и да бидам цврста да издржам и понатака. Друга страна, мојот живот скроз се промени како дојдов во Скопје. Јас во Крива Паланка немав ни струја, ниту вода, повеќе имав услови да седам во интернат, пошто во интернат имам најмалку 3 оброци во ден, мирно спиев кога сакав, се туширав, значи се имав, буквално сите услови ги имав. И така како започнав 2017 година со бодибилдинг, највеќе луѓето ме охрабрија дека имам генетика, со убави коментари што сите мислеа дека со години јас спортувам, се занимавам со теретана. И од таму се ми потикна тоа и мотивација и се, за да дојдам до ден денес кај што се Значи занимавам тоа е професионално. низа на настани, еден да кажеме среќен сплет на околности кои што некако те донеле до теретаната, она што го викаш ти така ти го имаш исперцепирано тоа дека како досада па ајде ќе одам до теретана, па Да, малце да се размрдам. Од тоа мало размрдување да. стана светски шампион. Али иницијалниот мотив бил тој, значи ти не си отишла во теретана за да станеш шампион. Да, но и теретаната е исто така, знаеш, одиш на тренинг, мислите ти се тргаат, негативната енергија се трга од тебе, се фокусираш на тоа што треба да го сработиш, затоа повеќето од луѓето идат у теретана за да си олеснат. Знаеш, после тренинг многу поубаво се осеќаш, што тоа придонесува и на твоето здравје и изглед, но пред се, ќе кажам, здравјето. Што многу луѓе што имале многу проблеми, си имат излечено со теретаната. Најпрвен јас го имам тргнато стресот, депресијата, лошата енергија. Едноставно го имам прешкртано минатото, сепак не можеш да заборавиш што ти си има десено, но го прешкртуваш со убава енергија и што нешто што го работиш за себе. Телото е единствениот дом во кој живееме, што мораш најпрвен да вложуваш во себе, па се останато. И спортот ми има направено да бидам толку цврст карактер, да се ставам само јас на првото место, да работам само за себе, па се останато околу мене. Што тоа ми придонесе не само една година да бидам светски првак во бодибилдинг, туку веќе 3 години со ред. Што покрај светско имам и европско, и Арнолд класики, буквално се што можеше да се освои, се имаме освоено. Значи она што го викаш ти е дека во интернатот ги имаш сите услови кои што ти се потребни за нормално функционирање. Знаеме Да. дека интернатот за како да кажам за нормални студенти, луѓе, значи тоа е најскромното нешто што може студент да си го дозволи, да кажем. Тоа не е сопствено сместување, тоа не е, значи пак е некоја општествена социјална установа кај што со најевтини пари можеш да го иструкаш тешкиот период, да кажеме, кој што следи пред тебе. Многу студенти се одлучуваат, но не знам дали се подобри условите таму, да кажеме, затоа што не сум посетил интернат, таму или во студентски дом. Студентските домови претпоставувам биле на малце повисоко ниво од интернатот. Интернатот е баш она првото најниската скала кај што студент може да отиде за најевтини пари. Па да, така, но јас бев сместена во интернатот дом за слепи, што е, бидејќи имаш и слепи лица, но и ретко некој што можеше од средношколците таму да седи. Ги имавме буквално најдобрите услови што може. Буквално се осеќаш како да си дома, од воспитувачи до директори, значи се буквално сите многу се грижеа за нас, исто како за слепите лица, така исто и за нас. Буквално сите бевме подеднакво, можеби мал број, сите бевме како една фамилија таму, апла се дружишме од почетокот, имав некој страв, пошто нормално е. Одиш во друга средина, скроз сам си, но со тек на време многу се зближив со слепите лица. И едноставно од почетокот наш страв ми беше како што со нив
пошто малечка сум била тогаш, но со тек на време толку се зближив и реално, знаеш, забораваш средината, со какви луѓе позитивни и тие имаат исто, знаеш, проблеми со нив, не можат да гледаат или има некој со оштетен вид што е со секакви проблеми, но толку се полни со убава енергија, со убави мисли, не можеш да замислиш нешто лошо покрај нив. Значи, од една страна ти се лек и знаеш во каква состојба се тие, ете и јас во каква состојба сум била, па среќни сме од една страна и што сме живи и што сме заедно и исто така голем успех ми е што имам израснато во таква средина. Сепак да се навратам назад, интернативе не се баш сите исти. Ете, го издвојувам тој интернат, бидејќи толку се чувствував како да сум дома и се грижаа сите толку многу за мене, што можеби дома во Криопаланка сум немала толку услови некој да се грижи за мене. Сум израсната само со мајка ми, татко ми малку така нешто што имам само лоши работи од таа страна, не сакам да ги напоменувам тие. И со сестра ми, но во интернат осеќаш сосема поинаку и учиш многу, што пред да дојдам во интернатот, многу ми намислат као лош пат ке патиш, ке одиш на нешто спротивно, но ете фала му на Господ го имам изберано овој пат и знам кај идам и лично само одлучувам тоа што го правам сега. Секој човек може да сгреши и греши ден денеска, секој жив човек може да сгреши, но ти си го бираш тоа што го сакаш во животот. Дали ќе го избереш патот што ќе одиш кон тронот или ќе го избереш патот од денес за утре само што ќе живееш. Повеќето од луѓето во таа ситуација во која што си била ти, овој твој пат, да кажеме, на посветеност, на тренинзи, на вложување на континуиран труд повеќе пати дневно, не го бираат. Едноставно ја Да. немаат менталната цврста. Тоа се ментално растроени луѓе, Да. растурени на парчиња на сите страни и они го немаат ја немаат менталната цврстина за да чекорат по тој пат, затоа што ќе збориме ние низ твоето искуство колку ментална енергија и сила е потребна за да бидеш таму кај што си ти денеска. Дека можеби најтешкиот во исто време и доста неблагодарен спорт финансиски зборам, бодибилдингот бара огромна ментална цврстина, работиш со самиот себе, работиш со своето тело, нема кој друг да ти помогне, значи едноставно од тебе зависат сите тие работи. Дотолку повеќе сакам да потенцирам дека твоето случај е уникатен и исклучок и треба да служи како инспирација за сите тие луѓе кои што се заглавени во млади луѓе. Тоа се најчесто млади луѓе кои што се заглавени во семејно насилство, негативна спирала на употреба на пороци од страна на родителите и едноставно неартикулисано однесување од страна на нив. Не секој родител е добар родител. Без разлика од да се направи дете е една работа, да се биде родител е сосема друга работа. Да. И мислам дека тие два поими ги мешаат луѓето денеска. Само поради тоа што некој направил дете не му дава право да се изживува со него Да. или да го пропастува веќе својот живот затоа што он нели ја завршил неговата работа. Колку имаш спомнато дека исхраната, еве да кажем од кога почна со посета на теретана, со посериозни тренинзи, значи тоа веќе бара еден посебен начин на живот и исхрана. Да. Значи исхраната е нешто што кошта пари. Да. Како се снаоѓаше, да кажеме, храната во интернатот, да кажеме, не е баш специализирана за бодибилдинг. Да, па затоа ќе напоменам дека 2017 година првпат кога се појавив на сцената, и тоа не на било каква сцена, туку европско такмичење тоа беше. Заедно бевме со Тоше Зафиров таму, цел тим заминавме на тоа такмичење, што не сум имала никакво искуство, ниту знаење како ќе ми одат подготовките, мислав дека диета е еднаш у денот да јадам. А во интернатот премногу имавме услови за храна, значи буквално па ќе кажам дека исто како дома. Не почувствувавме некоја разлика дека сме во интернат, туку посебно јас, мене преубаво ми беше во интернатот. Имав толку топлина, толку убава енергија што ете едноставно не се разликував од другите. Да, дисциплината е многу битна во овој спорт и карактерот исто. Ако си карактер, ако речеш дека денеска
толку ќе станам, толку ќе јадам. Посебно како професионалец, мене секое време ми е определено на секој час да јадам, кога треба внесна вода да направам, кога треба хидрати да јадам, дали треба да јадам, значи се ми е по мерка. Едноставно спортот ми има направено многу да бидам строга, најпрво строга самата кон себе. Бидејќи за да имаш резултати мораш да се ставиш како војник, рано станување, оброци на време, рано легнување, значи дисциплината да биде на ниво. Но од каде храната на почеток? Океј, пак интернатот ти ја даде потребната храна, да кажеме, затоа што пак е европско првенство, пак е посериозно надпреварување. Значи Не, па не знаев тогаш дека јас треба да јадам стек и ориз, дека така треба да се придржувам, дека треба протеин да пијам. Не знаев, туку само еднаш јадев така у денот и внимавав. Секој пат имавме и здрава храна. Имавме и месо, имавме убава храна, имавме во Океј, интернатот. значи не знам дали ќе најдеме, ако најдеме слика ќе ја прикачиме затоа што многу ме интересира генетиката, односно формата со која што имаш влезено во теретана, затоа што очигледно ова не е добра генетика, ова е совршена генетика Да. која што имаш ти. Имам фотографија со Тоше Зафиров, баш една така што ја чувам посебно. Така да има огромна разлика од тогаш до ден денеска. А и денеска сум апла усовршена, што веќе не ми е диетата тоа, туку ми е секојдневие. Начин на исхрана, тоа здрав начин на исхрана ми е секојдневие. Дали ако ја немаше таа генетика, ти ќе можеше со напор, да кажеме, да го постигнеш ова што го постигна денеска? Па биди, не секој е створен да биде во овој спорт. Затоа па ќе кажам дека има категории и секој со својата генетика може да си се пронајде во категоријата. Едноставно со сила ништо не можеш да направиш. Ако не си створен, пример ете, ако не сум створена за велнес категорија, не можам да бидам таму, колку и да работиш на тоа, колку да се трудиш, едноставно немаш гени, не можеш да го добиеш тој резултат. Од 2017 до 2019 веќе влегуваш најверојатно во многу посериозен тренажен процес и во 2019 го освојуваш Купот на Македонија, победник на Купот на Македонија си. Колку добиваш, да кажеме, колку растеш како атлета во тој момент и колку добиваш признание од колегите и од околината околу тебе? 2017 година, некои 4-5 месеци како тренирав, како одев во теретана. После тоа направив една мала пауза за да завршам со 4-та година средно тогаш бев. И Што учеше средно, извини? туризам. Аха, добро. Да. И после тоа, по завршувањето на средно, се запишав во теретана, тогаш почнав и да работам и со работа за да останам у Скопје морав да работам. И од 2018 како тргнав така, одма почнав и со теретана, со припреми според мене што се, и со тоа што сум била толку искусна. Со тек на време, во 2019 ми беше првото такмичење. Првото во ова федерација, IBB. Што е федерацијата? Бидејќи претходно што такмичев во некоја друга федерација. И од тогаш до ден денеска немам застанато. Формата се поквалитетна и поквалитетна ми оди, нормално повеќе искуства, учам цело време, ето и ден денеска цело време нешто ново ќе научам околу спортот, ќе ги открием уште некои поситни така тајни што мене многу ќе ми донесат придонеси, како фокус на тренинг, да го разбудиш мускулот, да бидеш фокусиран на тоа што го правиш, пошто друго е одиш во теретана да ти помине времето, да направиш тренинг, па друго е кога ќе го вклучиш мозочето со мускулот што треба да го сработиш. Ефектот е сосема различен. Скроз поразлично. Зашто кога си фокусиран на тој дел што го работиш, тогаш осеќаш промени, осеќаш зацврстување, осеќаш памп на мускулот. А мислите ако ти одат на друго место, а ти си присутен на тренингот, не можам да кажам дека џабе правиш тренинг, но не е тоа. Ако сакаш поголем ефект, мораш да се фокусираш на тоа што го правиш. Најчесто клиентиве што одат во теретана, ете посебно јас. Вака да бидам директна, посебно јас влагам во теретана, ставам слушалки, се исклучувам буквално од се. Да не примам некоја информација лоша или каква и да е добра информација, вниманието ми го одвлекува таму. Какво место се теретаните денеска? Колку е лесно да се исклучиш, да кажеме? Во средина како што е теретаната. Значи колку е тоа место за тренинг денеска, а колку е место за све останато?
Од една страна, теретаната ја рачунаат као кафич. Зашто као кафич? Зашто веќе еве 7 години како сум во фитнес центар Магнус, таму работам и цело време константно едни исти луѓе доаѓаат, исти има и нови луѓе, но сите остануваат таму и веќе знаеш кој во колку часот доаѓа на тренинг, кој кога си оди, кој што ќе вежба, кој дојден за муабет, кој дојден за тренинг. Многу ретко има некој што се посветува на тренингот, ептен да е навлезе на тоа, повеќето од луѓето одат да си направат муабет едноставно. Као што има некој, јас идам у теретана да се одморам, вика не идам да се заморам. Така да, знаеш, има она разлика. И јас и можеби уште некои така што се апла фокусирани на тоа што треба да го направат и што морам да ги пофалам и моиве клиенти, буквално сите не дозволувам на некој мислите да им летнат на друго место, барем јас дур сум покрај нив и дур го држиме тренингот. Фокусот мора да биде скроз 100% на тоа што го правим. Сеа, секој може да дојде од дома со лоша енергија, со лоши информации преку целата ден, што како му сима се случајно, ама затоа после тренингот си одат насмеани, си одат со убава енергија. Колку е тоа е многу интересна динамика во самата теретана која што се случува исто и ти спомна претходно. Енергијата е една работа, хигиената е претпоставувам вториот елемент. Да. Колку луѓето пазат на хигиена или како да пазат, еве да кажеме, затоа што некако се креваа стандардите цело време, значи тоа што беше теретана пред 10 години или пред 20 или пред 30 години, денеска е сосема нешто поразлично, се внимава многу по хигиена, но некои луѓе имаат проблем да офатат текот на хигиена, некако растечките критериуми не ги исполнуваат. Баш ми се свиѓа оваа тема, што за прв пат ќе зборам на оваа тема, што ете од една страна малку да ги потенцирам тие таквите случаи што се дешаваат. Пред се, најпрвен ти треба да бидеш твоето тело да биде на прво место, да се фокусираш на својата хигиена. Нормално чиста мајчка идеш на тренинг, по чиста мајчка треба да се приметиш дали сега некој можеби колку и да внимава на хигиената, ете испушта непријатна миризба, но сепак за тоа постојат дезодоранси, постојат такви работи што на некој многу ќе му смета на тренингот. Пример на мене, јас колку и да сум фокусирана на тренингот, ако ми замириса, ете некој пак реагирам, тука вниманието ми го влече и не е тоа. Пред се идеш у теретана. Друга работа, има многу случаи што истата мајчка од претходниот ден не си испоти или се така ја облече, тоа испушта непријатна миризба. Значи тука дефинитивно луѓето треба малку да се присоберат, да бидат пред се тие на прво место со хигиената. Јас не можам да се замислам да влагам на тренинг и сега непријатно да се осеќам у својата гардероба. Тоа на прво место. Друго место треба да се како што идеш, што се поздравуваат еден со друг. Значи, непријатна миризба, немат хигиена, испотени, како и да идеш у теретана се потиш, тоа сосема нормално, но можеш да се присобераш малку повеќе и да внимаваш на тоа. Да, миризбата е еден елемент, да. Потењето е вториот елемент, претпоставувам. Посебно пред лето, така, знаеш, сите се спремат за лето, тогаш највеќе луѓе се потат, но сепак може да си земе мајчка плюс дезодоранс, нешто да спречи таа непријатна миризба. Тоа ми е интересно што, например, невозможно е, има справи кои што се наменети за кардиотренинзи во самата теретана, кои што целта на таа справа е да те испоти, така, значи ти не можеш да останеш сув после трака, трчање пола саат или после точак или после орбитрек, се тие справи. И сега све околу нив има луѓе што екстремно стварно се потат, не е ни до нив, значи он не може да го спречи тоа. И сега во голем дел од теретаните, да кажем, има спрејче со крпче да поминеш после тоа да избришеш справата или околу неа. Во некои справи нема. Посебно условите во нашата сала во Магнус се на високо ниво. Значи не дека сум јас таму морам да пофалам дека со хигиената ете било кој да има дојдено кај нас во сала, значи број 1 сме со сигурност, со хигиена и со се останато. Туш кабини, значи се оформени со купки, дезодоранси, се буквално има фенови. Значи сите услови ги има за да имат пријатна атмосфера вежбачиве
И пред се ако се примети сами од себе дека си мириса, ќе влезе, ќе се истушира, имаме и пешкир, имаме сите услови ги имаме за добра хигиена. Но лошо е ако нарушува и луѓето, знаеш, можат покрај еден, што тој ќе мириса, можат многу луѓе да си заминат од салата, бидејќи не им е пријатно. Затоа ги имаме сите услови, можат повеќе да се посветат на личната хигиена. Ам, сигурен сум дека ќе се достигне тоа ниво, уште сме малце далеку затоа што еве луѓето нешто после работа да кажеме, цел ден поминал на работа, 8 сати во столче, каков и да си, што и да си, значи ако не одржуваш некоја хигиена, автоматски телото се Да, ама замрисува. не може тоа да биде изговор за да не внимава. Бидејќи ако ги имаш условите, не идеш у некоја теретана што нема кај да мавнеш туш или да имаш некоја таква опција. Немат некои теретани гардероби. Па, кај нас, значи, мораш чисто патики, посебно што ќе си ги земаш за во сала, значи дефинитивно чиста опрема. Тоа пред се. Најпрвен ти самиот по себе да изгледаш за пример, па за останатите. Друга работа не е само кон тоа, кон личната хигиена, може би си меташ на некој, ете има некои вежбачи што викаат дури вежбат. Некого го реметат со тоа. Има некои вежбачи што се дојдени за муабет, сега јас колку и да се трудам, да се фокусирам на тоа што правам, и знаеш и те гледат креваш тегови, и сепак јас не работам со мала килажа, некоја си ризикувам тука, некој да сослушам со тежина на мене и да ми го одзема вниманието. Тоа, знаеш, Да, види, значи интеракцијата меѓу луѓето е еден феномен, да кажеме, кој што е присутен во теретаните, но вниманието кој што ти го привлекуваш во таква, да кажеме, цивилна теретана, значи Да. кај што луѓето не се бават со бодибилдинг, туку Да. одат од милион различни причини, освен за бодибилдинг. Значи твоето присуство таму нив им е спектакл. Да, реално. М. Има многу луѓе што се мотивирани што ќе ме видат браво и многу се заинтересирани што правам, како правам, посебно кога сум во подготовки, кога ќе ме видат веќе она финална форма, бидејќи немам масти во мене, ниско масти имам, кожата целосно ми е залепена за мускуливе. Реално многу тогаш добивам многу прашања што како работам, но тогаш сум па и тенка со нервите, пошто реално ти еден час да си гладен, одма има промена кон твоето понашање, трпение и како и да. Затоа тогаш многу сум фокусирана на тренингот, посебно во сала кога влагам, скроз се исклучувам, не гледам никој околу мене. Да, спомнавме дека бодибилдингот е доста неблагодарен спорт од тој аспект, многу дисциплина, многу жртва бара Да. на секојдневна основа и е многу сензитивна, не многу сензитивна, туку храната е составна компонента од процесот, мислам, од секој спорт е многу, ама овдека е многу осетливо. Значи она што викаш ти, грами, милиграми, Да. значи до тоа ниво е битна. Во било кој друг спорт, да кажеме, окей, сите внимаваат храната да е чиста, но Да. дали ќе биде 10, 20, 50, 100 грама, значи од ова или од она, не игра некоја многу голема улога, или пак во колективни спортови уште помалку да кажеме. Да, но од друга страна за поголем резултат да имаш кон тоа што го правиш сега ти не за џабе идеш у теретана, трошиш 2 сати, вложуваш за себе, тие 2 часа што ќе ги одвоиш за тренинг, вложуваш за себе и сега после толку мака на тренингот ти да јадеш нешто што не треба, бургери, пици да јадеш, да се вратиш повторно 10 чекори назад, мислам дека не вреди тука. Има голем влијание, да кажеме, некои дали се инфлуенсери, дали се бодибилдери, дали се луѓе што наставно продаваат своји програми, кои што ги убедуваат едноставно луѓето дека возможно е да се постигне било каква форма на тело и со јадење на пици и на бургери, само треба нивната програма да се прати. Мислам, колку е, сакам да те прашам, тој онлайн коучинг свет, колку манипулира со луѓе и колку луѓе треба да се пазат од тоа уствари? Види, кога сме веќе тука со темава, денешно време на секој чекор имаш тренер, посебно онлайн. Најпрвен тој тренер треба да личи на тренер, пред се, па после да кажува на некој што да јаде, како да јаде. А и луѓето од една страна, ете, пред некој ден баш изреагирав за тоа, зашто многу се прават паметни, избиструваат тука води, како што би рекла јас со мои зборови, но буквално не е така. Тоа што го немаш осетено на себе,
Кога немаш применато на себе да пазиш за исхрана, не можеш да кажеш на некој друг што како да прави. Најпрви на самиот тренер му треба тренер, па после да кажува на некој друг. Има многу неискусни тренери денешно време што баш ми е жал за луѓево, ако мислат дека поевтино ќе поминат кај тие тренери, а ќе пазат, ќе го практикуваат тоа тој тренер што ќе го кажува, секоја им чест. Но сепак според мене, не да се правам сега тука дека сум светски шампион во бодибилдинг, дека сум искусна нешто, но самите луѓе треба да бидат свесни кај кого плаќаат тренинзи и од кого треба совети да земаат, од кој треба да учат и пред се да видат тренерот на што им личи, па потоа тие треба да се мотивираат едноставно од тренерот. Моите клиенти, значи сите се презаблагодарени од тоа што работиме. Добро, малку се лутам сега кога ќе ми избегат со исхраната, па не може вака, така, има и такви дешавки, но сепак не се спремаат за такмичења. Мада процесот за да намали килажа или да зголеми на мускулна маса е исти како да се спремаат за такмичења. Значи, буквално, само што го нема датумот за кога да се спремат, кога да бидат во таа форма. Колку е тоа проблем што нема датум, неодреденоста, да кажеме? Колку помага во процесот ако одредиш датум, да кажеме на 15 март сакам да изгледам вака. Нели е полесно да се организира целиот процес? Да, тоа сакам и јас да кажам дека кога имаш датум определено, си го правиш планот според тоа. Сега малку убрзано иде тука, бидејќи нема време за лабави тренинзи, лабава исхрана, но сепак постепено е поквалитетно, зашто секој брз резултат потоа може и да се врати ако е неправилно изведена планот, ако не е правилно изведен, отколку бавен процес. Бавниот процес секој пат е поквалитетен. Затоа викам на клиентите, се со трпение, значи не брзаме никаде, едноставно само треба да слушаш тоа што го правам јас, бидејќи јас моето време го посветувам на тебе, ти треба да се фокусираш на тоа што го јас кажувам, што го трошам времето за тебе, го вложувам моето време за да сите бидеме заблагодарени на тоа што го правиме и секој пат гледам клиентите да бидат презадоволни од тоа што ќе го сработиме, да имат резултати и да не се враќаат чекори назад. Строга сум како тренер, реално строга сум, сакам да се слушам јас, нормално, за да има секој резултат треба да ме слуша. Кога ти прво стана свесна за своето тело, да кажеме, колкаво е човечкото изненадување кога од една состојба во друга ќе му премине телото, да кажеме. Тоа е како во ново тело веќе да влегуваш и претпоставувам дека тоаш е многу полесно да се одржат сите овие совети затоа што луѓето го гледаат веќе бенефитот или го постигнале. Но кога бенефитот е далеку месец, два или три од моментот во кој што се наоѓаат, тие совети многу тешко се прифаќаат. Са прашањето ми е како ти кој е твоето чувство, како ти се почувствува првиот пат кога го доведе телото, да кажеме, во една совршена силуета? Види, моите припреми не се 3 месеци, како некој што се спрема да се разбереме. Моите припреми, тие што ме познаваат доволно, знаат дека јас сум во припреми цела година за да го постигнам тоа што ми е потребно. Така да преку ноќ не постигнуваме никакви резултати, се враќаме потоа повторно назад, или ако не сме одговорни се со времето да правиме се на време, како што треба, затоа постојат и планови, не за џабе е кажано дека по план не работиш. Сега според мене од 2017 година до ден денеска има огромна промена. Посебно на моето прво такмичење кога се спремав, не тоа 2017, туку 2019. Последните месец дена формата ми е сосема, мислам дека секој ден се менува. Едноставно првиот пат кога ќе вадиш вода, нели први не се полниме со вода, многу вода пиеме, последната недела достигнуваме дури до 12 литри вода на ден. Постепено како ја вадиш водата, така го гледаш телото како е, сосема поразлично се, сите детали се познаваат на твоето тело. Тоа ме мотивира страшно. Сега, не можеме нон-стоп да бидеме во таа форма, после такмичење се знае дека недела дена од прилика ја држиш таа форма. Но гумина што не се запознаени во спортот ке речат, набина како изгледаш, како си уживо. Да, нормално е. Телото не може нон-стоп да биде со нула масти, не може да не врзува вода, посебно кај жените. Кај жените фиксно
или од стрес, или сега нормално жени сме, значи телото врзува вода. Затоа имаме периоди секој месец кога се чувствуваме сите подуено, тоа зборам од страна на женски аспект. Али углавно формата што ја правиме и според тоа колку ќе бидеме дисциплинирани, ако сакаме резултат мора да бидеме дисциплинирани. Тие што ме слушаат, клиентиве нормално, успеваат во тоа што го прават и уживаат у трансформацијата. Едноставно кога ги погледне слика каков бил кога има почнато, па до кај имаме стигнато. Кога ќе си ставиш се тоа на кантар, да погледнеш пред и потоа слика, сваѓаш што имаш направено. И сега мислам дека покрај тоа не вреди ти да се враќаш чекори назад, да се опушташ, да речеш, топ, стигна веќе до таа форма, веќе не идам у теретана, не се замарам као со тоа, ќе јадам се што сакам, не. Туку веќе тоа треба да ти биде навика и секојдневие, да работиш на себе, да се жртвуваш за себе, пред се за здравје, па потоа за форма. Колку ти е тешко тоа, да кажеме, тој момент да го оствариш кај луѓето со кои што работиш, тој континуитет, иако се постигнат одредени резултати кои што сте се договориле дека сакате да ги постигнете, да се одржи тој континуитет. Или колку да кажеме си налетувала на случај да достигнете формата и после тоа се да се распадне. Види, реално претешко е некој да му ставиш во глава дека треба да биде дисциплиниран и дека ќе успее, дека ќе направи огромна трансформација. Пред се мораш да ги мотивираш, затоа кажав дека ти бираш каков тренер ќе имаш. Пред се тренерот треба да ти биде слика за тоа што го правиш, да се мотивираш од тренерот. Сега тренерот ако ми е 100 кила зборам, ако е дебел, од што јас ќе се мотивирам ако го гледам него. Не можеш да се мотивираш. Така да, и пак ќе кажам дека сум строга со тие, почетокот ми е стварно тежок за да ставам кај некој у глава дека мора да биде дисциплиниран, дека мора да внимава на храна, мора да внимава на тренинзи, да биде редовен на тренинзите. Колку се поистоветуваш со нивниот успех? Колку те боли, да кажеме, ако не успеате или ако не истраат во програмот? Мака ми е и одма ги фаќам кога ќе се опуштат со храна, значи тоа сум махер за тоа. Значи, да, ако некој касне нешто, знаеш, ќе се опушти, нема да знамете, ќе се окрие од мене на тренинг, ќе дојде, јас одма ќе приметам, или енергија ќе нема, или гледам дека шлапка по телово има врзана вода. Значи, да, криво ми е, зашто сакам да ме слушат, за да бидат задоволни од тоа што правиме. Реално, кога би ме слушале, да не претерам, али ајде, 80% да внимава, да ме слуша тоа што го кажувам јас, огромен успех имат, огромна разлика. Мада нормално сега, знаеш, има и луѓе што се стрбни, што сакаат се да пробат, сепак се име до нивната психа и до нивната глава. Ако кажам дека денеска ќе стојам на тоа што треба да јадам, како што ми е кажано, и треба да останам на тоа. Да, колку е односот со храната дел од карактер на човек, затоа што да кажем, ја познам луѓе кои што се карактер за многу работи во животот, но кога ќе дое ред храната, значи тука имаме као друг пристап, значи има некои луѓе да кажеме се ставаат во категорија на гурмани, вика јас сум гурман, значи ја не знам гурман што значи, тоа е неограничено јадење на храна, на убава храна. Дека сакаат да уживаат во храната, мада во овој спорт и ако сакаш да изгледаш фит, убаво и здраво тело, здрав дух, пред се здравјето да биде на прво место, реално треба да се дистанцираш од нездравата храна и брзата храна, што збориме како тестенини, преголема количина на масти, на шекер, сето тоа ти го успорува процесот за да напредуваш. Храната е 90% успехот во тоа што ќе го направиш. Ако се придржуваш на храната, трансформацијата е најмал проблем. Значи пред се храната е на прво место, потоа тренинзите. Мада едно без друго не иде. Ајде, да видиме околу твоите успеси, значи стигнавме 2021 е клучна пресвртна година во твојата кариера. Да. Значи освојуваш, се наоѓаш во Санта Сузана. Да. Мислам дека се викаше местото во Шпанија, таму се одржуваше 75-то светско првенство во бодибилдинг и освојуваш два златни медала во јуниорска и сениорска категорија до 163 сантиметри, ако не се лажам, и две апсолутни титули. Значи, кој беше процесот на спремање и како уствари испадна да присуствуваш на, мислам, тука веќе си сериозна атлета, веќе го имаш поставено кога секој патот кој што сакаш да го одиш
Како се одлучи на таков чекор? Како од каде таа самодоверба дека може да се надпреваруваш на тоа ниво? 2021 година ми беше баш првиот пат што згазнав на големата сцена. Кога збориме голема сцена, не само под зборот на светско ниво, туку дефинитивно голема сцена, што таму до мене стојат луѓе што се толку многу искусни, со толку многу поддршка, спонзори. Реално вака во рака ги носат сите за да учествуваат на тој настан. А јас сум дојдена од Македонија, точкичка на карта, и тоа лично само што се имам трудено да постигнам толкав успех и да се појавам на таа сцена. Тоа беше мојот прв огромен успех, најпрвен како за прв пат што се појавив на светската сцена и како за прв пат тогаш бев јуниор, освоив прво место во јуниор, прво место во сениор и во двете категории земав исто апсолутна титула од јуниор, апсолутна од сениор. Кога збориме за апсолутна, тоа се повеќе наменски категории, зборам во мојата велнес категорија, но според висини сме поделени, има 4 категории се, пониска од мојата категорија и 2 повисоки категории. Огромен успех. Колку успева, мислам, таму ја представуваш ти веќе Македонија. Значи тоа е надпревар светско првенство организирано од Меѓународна федерација за бодибилдинг. Значи учесници се представници на народи, на нации, на држави и ти ја представуваш Македонија. Колку Македонија го препознава тој успех, да кажеме, иако бодибилдингот кај нас е неразвиен, неблагодарен многу таа смисла, но сепак ти представуваш нација таму. Нема да бидам скромна, туку можам да кажам дека 2021 година го означи зборот бодибилдинг како спорт во Македонија. Претходно не се знаеше за бодибилдинг, се знае некој онака, знаеш, како на прст да се спомнат некои бодибилдери, како Зоки Колевски, него ќе го спомнам бидејќи покрај него се знаеше бодибилдингот во Македонија. Но после мојот успех, мојот историски успех и ден денеска нема никој ниту приближно како ја што имам успеано, несебично тоа ќе го кажам, бидејќи е така. Сепак, ете, кога сум тука и моето минато ми има направено за да не се откажувам и да бидам тука како што сум. Тоа ми беше 2021 прв успех, најголем. После 2022 исто така, како сениор, постигнав многу убави резултати, се појавив и на Арнолд Класик, се појавив на европско такмичење, значи сите до сега титули ми биле први места. И 2023 тоа ми е како едно, па и минатата година излегов на такмичење, ама онака нешто беше. Не ми беше во план да такмичам, но тука бев со форма па излегов. Но последното светско 2023 ми беше исто и таму злато земав. Во сите тие настави можев да приметам дека имаш љубов за државата. Од каде таа љубов, да кажеме? Мислам, тоа е некако дефолтна состојба, но кај тебе е навистина искрена, значи она може да се види дека во еден пост имаш напишано, ми кажеш вака: дали имате осетено или доживеано да постигнете успех во друга држава, да ја пуштат македонската химна, да се развива македонското знаме? Го немате и затоа не го вреднувате. Солзи се ронат за ова. Да, реално. Ете и сега ми реално, бидејќи кога ќе ја слушнеш химната, тогаш сваќаш колку вредиш и кај си. Ти замисли од 100 и неколку држави да се пушти македонската химна, да грми сите да ја слушаат, дури ја имат и научено химната, како изгледа, како се слуша нашата химна. Тоа со гордост ја представувам државата и се гордеам што сум од Македонија, што успевам толку често во една година да ја пуштам химната, да свири, да се слуша на многу далечни места како Санта Сузана, дури Кореја, на сите тие големи настани кај што сум била. Но од друга страна малку сум и разочарана од државата, зашто не се вреднуваат тие успеси толку, посебно во бодибилдингот, не е категоризиран спорт, што лично сама вложувам, давам се од себе и од джеб плаќам за да идам на тие големи настани. Имав некоја мала поддршка тука, ето да спомнам, од Крива Паланка, од градоначалникот, но и тоа еднаш-два пати се случи, бидејќи не ти е тебе само такмичењето да ти биде малку нешто помогнато да ти платат за тоа.
Мене најмалку само авионската карта ми е некаде 400 евра, плюс категоризација што треба да платам за во категорија да платам. А кај се припремите, кај се преку цела година, посебно сега како што се е поскапено, а лично сама се борам, сама работам за да обстанувам, за да седам во Скопје, за да сум Точно тоа ми беше и прашањето. Значи, мислам, јас сум се согласувам со она што го викаат дека вистинската љубов е безусловна и дека не треба да очекуваш ништо за возврат, Да. ако навистина сакаш нешто, и најверојатно тоа е и љубовта која што треба да ја даеш, и секој треба да ја дае на својата татковина, но денес е и тоа реткост, така, значи за нешто, за успех кој што си го постигнала со свој труд, со своји средства, со своји напори, значи буквално индивидуално си остварила све што си остварила, тебе seедно ти течат солзи на химната, ме разбираш. Да. Иако таа химна, таа држава и можеби не придонела Да. на начин на кој што треба, придонесе за тие успеси и на тие далечни дестинации. Тоа не се во Скопје турнири, тоа се како што кажуваш, че бара цела логистика, бара Да. тим, подвиге. Да, реално така. Потполно ми треба поддршка дури кога сум во припреми, а не само за крај. Пошто и после такмичењето сите те викаат да се сликаат со тебе, секој ти дава аплауз, но поддршката за да стигнеш до таму е многу битна. Бидејќи ти ако немаш поддршка да стигнеш до таму, ти со мислите као, леле, немам финансии да одам на тој настан и самиот себе си правиш блокажа у главата дека нема да успееш, дека не можеш. Јас го правам тоа со го огромна љубов, бидејќи до сега не си има најдено некој што ќе застане до мене да ме победи. Дури тие што ми биле идоли, ете исто 2021 година, најголемиот идол што ми беше, што цело време ја гледав на Инстаграм, леле, како не ја сакам да бидам, се наоѓаме во иста категорија да бидеме, иста висина. И останавме на крај само јас и она на Бина, како доделување на прво и на второ место. И идолката моја освојува второ место, јас освојувам прво место. Неверојатно. Така да, тоа реално ако не го доживееш, не можеш да го сватиш. Некој што ти бил идол и на крај тоа со првото такмичење, прв пат кога се појавив на светско. Неверојатно. Тоа е, значи, и ден денеска се правам за љубов. Пошто мене никој пат во животот не ме интересирала парата, сето тоа е пролазно, среќа. Битно е да сум среќна, а на крајот сум среќна бидејќи на Бина кога ќе останам последна. Значи се забораваш буквално, пошто имаш поминато, ете и утринското кардио што правам, што се ме боли, цело тело ќе ме боли, немам сила со последните сили, тогаш и во кардиото оставам солзи и таму кога правам и тренинзите исто, у сала колку солзи јам оставено, се забораваш на крај. По не знам кој пат ќе кажам, значи таа пасија која што тие имаш, која што луѓето ја препознаваат и се повеќе ќе ја препознаваат, а се надевам дека и државата ќе ја препознае конечно и да може да го поддржи тоа на начин на кој што треба, затоа што пак тие солзи, крв, пот и радост Да. кога ќе се истакне македонското знаме, значи се твоја заслуга, значи Да. треба некој фидбек да има реално. Кај да идам јас со гордост го веа македонското знаме. Штета што не можам баш на сцена да го извадам, како ете Тоше Зафиров што го рекламира цело време, со задоволство едноставно да се умоташ у македонското знаме, да покажеш пред химната, дур се слуша химната, да се видат и боите на знамето. Тоа уште фали, доволно мислам се. Кажуваш и самата дека на тие надпреварување, имаш уникатна ситуација да го победиш својот идол. Како изгледаат тие кругови на луѓе, да кажеме? Каква е енергијата кога се најдеш во тој свет? Колку се тие луѓе во една друга димензија, да кажеме, во однос на оваа нормално во секојдневие кој што го живееме? Види. И колку Тоа е. се и уште и прашањето ми е тие луѓе исто посетуваат теретани, верувам дека имаш посетено бројни теретани низ светот. Колку можеме да се споредиме со нив? Сепак ќе кажам дека било кој, освен ние тука од Македонија што сме, вака во раце ги носат на Бина. По нив одат шминкери, по нив одат што ги коригираат со боја до кај се што се, а јас идам лично сама што си имам финансирано и се буквално немам услови, но се гордеам со формата што имам постигната,
а другите останати со премногу услови што стојат покрај мене на бина не го постигнуваат тој резултат. Секоја држава, буквално морам да ги пофалам сите, кај да ме виде конкуренцијата, кај да се појавам на сите големи настани, доаѓаат, ете конкуренцијата доаѓа да се поздрави со мене. Дури имав и случка една патешествие, тоа страшно патешествие, не би го посакала ниту на еден од најголемите душмани, како што би рекла, мада немам ни такви веќе, сите луѓе ги сакам. Се спремам за европско такмичење, прв пат да идам на европско, бидејќи 2019 кршам нога, не идам на европско. Се спремав, 2020 немавме финанси, тогаш беше и короната. 2021 успеав на европски куп, но не беше европско. На тоа нешто собравме финанси да идеме. И конечно 2022 година веќе идам на европско. Формата ми беше страшно добра како никогаш до сега, до тогаш. И ајде, среќна, значи пресреќна бев, дури цел ден немав спиено од среќа дека ќе одам на европско и ми беше последна опција како јуниор да се појавам на европско. А мене ми е кеф како јуниор да идам и у сениорска категорија и јуниорска категорија. Тоа е сонот. Идеме тимски сите на аеродром и јас прва идам да дадам пасошот и само жена што работеше таму ми кажува: "Девојче, тебе истечен ти е пасошот." А јас толку припреми, толку такмичења, ни на крај памет, дури пред тоа недела дена, не знам колку беше, бев в Србија, никој ништо не ми кажа, така си поминав и граница, никој не реагираше на тоа. Гледаат, да. Да, и као не може. Леле, кој стрес беше моментално. Тоа беше страшно нешто, што одма избувнавме, едва чекав сабајлето да дојде точно у 7 сат, исто, тоа беше втора ноќ што не спиев, што бев будна, и многу ми помогна тука од држава да средам институциите исто сите, да средам нов пасош да направам. Друг лет и прв пат сама летав и тоа преку најголемиот аеродром у Истанбул, само што не можев ни да се снајдам, ама се снајдов, имав 7 сати да се снајдам. Успеав и стигнав со доцнење, директив од аеродром ме зема, директив идеме на такмичење на бина. Од моја категорија девојкиве, јуниорска ја пропуштив, не стигнав на време. Сениорската категорија беа подредени позади бината, бидејќи требаше да настапат за некои 10-15 минутки. Немаше 15-10 минутки, многу бев. Јас со куфер, влечам куферот, го оставам пред бина, само ме мерат која висина, таа се погодува висина да бидам со нив. Идеме само еден слој боја. Среќа голема што шминка си ставив, уште од тука се нашминкав. Бојата му еден слој боја ми ставаат. Излагам, се такмичам, тогаш бевме 30 некаде у категорија, многу бевме. Одма неспремна, значи немав тука ни храна, ни диуретици, ништо. Епта напла 2-3 дена, ниту јадена, ниту спиена, ништо не бев. И ајде поминуваме топ 10. Поминувам у топ 10 и јас пресреќна. Со последните сили, значи тука ја оставив последната енергија кога излегов на такмичење, пошто сепак кога позираш тоа страшна енергија те влече. Да, тоа сакам и тоа да пројдеме, колку е самиот перформанс на сцената захтевен. Но ајде да докажи ми го настанов. Поминувам у топ 10, сега чуваме на бина, поминувам топ 6. И јас веќе толку се изгуби, веќе спијам на бина, не се осеќам. Топ 6 кога сме веќе иде прогласување. И прогласува тука 605, јас уште стојам на бина, ама не сум свесна. Бидејќи од толку замор, јас не ни слушам што се збори, ништо не слушам, само стојам така како формално. И остануваме 2 на бина само. Јас и уште едно девојче конкурентка. Како се врши процесот на елиминација? Како ги елиминираат? Имаме повеќе кругови. И поминуваат, пример, од 30, извлекуваат само топ 10. После пак позираме. Значи на секоја топ места ние позираме. Пример, идеш од 30 такмичарки, така кажам, рандом, поминуваме топ 10. Од топ 10 повторно позираме и веќе топ 6 кога сме, тука прогласување доаѓа. Значи, колку повеќе надпреварувачи има, толку повеќе пати треба да излезеш. Па нема колку и да си да се пее, колку и да се топ 10, од топ 10 почнува прогласувањето. Значи топ 10 кога се после одлучуваат за топ 6. После топ 6 тука иде доделување на награди. Добро, али до топ 10 дори да стигнеш, да кажеме, ако се например нема, само еднаш ќе излеземе. Ќе изпозираме и тука донесуваат одлука кои топ 10 одат напред. И останувам само јас и конкурентката до мене и не бев свесна. И само неа ја прогласуваат, се поздравува со мене,
оди на напред, јас се вртам, гледам дека сум сама, скроз, дека јас сум прво место. Баш работата беше, дојдов, видов, победив. Значи, со 2 цели ноќа неспиени, и денови неспиени, со време за јадење буквално нема, се ми беше у куфарот, се ми беше заробено таму на аеродром. Среќа голема што стигнав здрава, жива и што успеав одма директив од авион на сцена да се појавам. Тоа беше страшно патешествие што не би сакала никој да го осети. Значи, јуниоркиве се спасиле само Се поради спасија, тоа што... сениорките, теткиве не се спасија. Да, да. Леле, човече. Така, и тоа имаше доста постари од мене, што по 20 години се постари од мене. Апла, тетки можам да кажам. Добро, тоа најверојатно не им оди во прилог. Не знам, значи, колку Кога возрасти сме игра улога. кога сме тука, па игра улога, бидејќи повеќе квалитет, ако е повозрасна и ако има сработено секако што треба, поголем квалитет. Но сепак квалитетот, ете како јас тогаш јуниор уште бев на почетокот во тие води, сепак не бев толку многу искусна, но го имам тоа што е потребно за во категоријата. Затоа волуменот, колку големо изгледаш, не е битно. Битно е формата да ја имаш тоа што се бара, колку и да сум најситна од сите, ако го имам тоа што се бара, значи тоа е тоа. Нема што повеќе. Има некои што со сила се прават, играт на улога како бодибилдер, зголемуваат на килажи, зголемуваат на волумен, мислат дека тоа е целта за да победиш. Не е тоа целта. Која е целта? Како Целта- треба да изгледаш, еве да кажеме за твојата категорија? Ета, мојата категорија по потекло од Бразил. Самиот збор кажува дека бразилската категорија глутеус треба да имаме поголем, нозе, мало струкче, горе нормални, но сепак многу тешка категорија зашто треба се да имаш. Буквално се да имаш. Бодибилдинг категоријата слични сме тука, само што они се многу повеќе на волумен, покрупни се. Бикини категоријата тие не им треба да имаат мускули, туку слабечки се, сите само така се појавуваат на бина и многу полесно кај нив. Боди фитнес треба горе да бидат покрупни, потенки нозе. Затоа и преска кажав дека многу врши улога генетиката. Ако имаш генетика за таа категорија, одиш у таа категорија. Ако немаш генетика, нема потреба да идеш или да си испробуваш другите категории. Значи, за тоа што си прв пат појдан, за тоа што имаш одлучено дека треба таму да идеш, треба само да работиш да го подобруваш квалитетот, а не да си испробуваш у сите категории, зашто најголемата грешка тука ја правиш. И од друга страна, судиите те паметат, значи тие се суди што у секоја категорија судат. Немаат одредено суди што се само во велнес или бикини или како и да е. Колку можеш, еве да кажеме со се ова што го имаш поминато, колку можеш да препознаеш шампионска генетика сега ти? Кај човек, збориме, си одиш на улица, рандом луѓе и си викаш оваа девојка да знае што има би била шампион, например. Тоа се дешава и кај моиве клиенти. Моментално имам една клиентка, иако ми е тазе, 1 месец како работиме, ама тоа има страшна генетика за бикини. Мислам дека ако убедам тука да сработиме малце повеќе, да се појави на сцена, тоа ќе биде огромен успех. Огромен успех што А можеш ли, Посебно- можеш ли да ја убедиш дека например не е и да освои злато, не е доволно за да живее од тоа, дека трудот ќе биде нели валидиран 2-3 дена у време на такмичењето и дека после тоа ако не исполнува тоа, ништо. Можеш ли да ја видите, убедиш? ова е љубов. Едноставно спортот од една страна тука ни е незаблагодарен зашо многу сме лакоми ние бодибилдерите. Се сакаме повеќе, никако доста. Има некои спортови, например, ќе освои рандом прво место, светско освојува и толку као целта ми е завршена, толку веќе. Отварам теретани, веќе сум тренер, како тука кај нас на државно, од прво до трето место нормално ќе земе некој. Сите се тренери од следната ден, после државно сите се тренери. Затоа има многу неискусни луѓе, многу неискусни тренери што треба многу да сработат на тоа. Јас ете колку години се занимавам во бодибилдинг како тренер и секако тренер мислам за мене и лично до ден денеска скроз сама си правам планови, освен за исхрана што сум имала тренер, иначе онака за тренинзите скроз сама имам постигнато до ден денески. Само имам научено што како ми е потребно, како треба да сработам. Фактички сама себе сум си тренер. Значи, времето, пошто ти немаш учено, да кажем, од класична литература, туку имаш учено од видеа, од совети. Да. Едноставно,
животот те научил, значи не е Да. тоа, немаш ти факултет за бодибилдинг завршено, да Да. кажеме, стручно да одиш анатомија и така натаму. Види, ова не се учи туку така. Мораш да се фокусираш на тоа што го правиш. Мозокот, ако не го вклучиш на тој дел што го правиш, значи не правиш како што треба. Ме интересираше пред кога ти спомнав самиот перформанс на сцената колку е напорен, колку е чинот на позирањето, затоа што тоа е за вас свечениот момент. Значи мене ми текнува еден професор, ми кажуваше како во стил кога ќе доеш ти на полагање, са ќе го употребам тоа како метафора, кога ќе доеш ти на полагање, вика, не можеш тогаш да знаеш дали ќе положиш. Тебе Да. вика полагањето треба да ти е свеченост, церемонија. Значи Да. тебе полагањето, ти целиот процес пред испитот ќе знаеш дали ќе положиш или нема. Денот на полагањето е само церемонија. Колку важи тоа правило, да кажеме, во бодибилдингот? Колку си ти, да кажеме, пред перформансот, сама со себе на чисто, значи дали ова ќе биде голем успех или ова ќе биде повеќе ќе одам да се прошетам да видам што има и ќе се вратам. Види, во теретана ние сме сосем поразлични, за разлика на бина кога сме. Во теретана, колку и да е машки спортот, колку и да изгледам женствено, јас сум од една страна маж. Зашто морам да се докажам и да го направам тренингот како што треба. Значи ставам и килажа, што не е толку и битна килажата како што е битна изведбата на тоа што го правиш и тоа што ти е потребно за категорија. А на бина толку сме ние нежни, толку сме женствени, со шминки, со ногти, штикли на нас, бикините се исто да ги споменам прескапо нешто, за маживе не толку, ама ке нас жениве бикините се прескапи, што едно бикини испод 1000 евра многу ретко да најдеш. Страшно. Посебно ако треба да изгледаш полуксузно, мада гледа тоа луксузно зборам, за побогати дијамантчиња, што пошто бикините не се изработени од дијамантчиња, повеќе да светкаме, да привлекуваме внимание. Тоа игра улога во оценувањето? Да, но огромна улога игра и позингот. Значи позингот мораш да бидеш преженствен на бина. Со смење нон-стоп ти ми се дешава кога сме многу категорија по 30 девојки, а мораш да се смееш, веќе образите ти игра така, почнуваш веќе вештачко да се смееш. Значи не постои потежок дел од тоа. Плюс мислиш кој дел треба да го стегнеш од телото. Не смееш целосно да се стегаш, пошто не сме бодибилдинг категорија да се стегаш на бина. Но мораш цело време вакуум да држиш за стомакот, мораш цело време да го вклучуваш тој дел што треба да го покажеш. Значи потешко нешто од позингот нема. На тренинг сме војници, но на бина уште поголеми војници, повеќе сила ни треба. Тоа ми е малце нефер вака, кој ќе ми го кажеш вака, кој ќе ми го објасниш на некој начин, стварно изгледа невозможно, затоа што буквално бара тоа да ги споиш двата елементи, да бидеш и маж и жена во различни ситуации. А си и жена, да кажеме. Не знам колку важи за мажите тоа. Претпоставам дека не важи. И кај мажите е многу битно позингот, страшно битен е позингот, зашто можеби ќе забора и некој дел да активира, тука губи минус поени. Исто и кај нас. Ако не држиш контрола на стомакот, да го увлекуваш и да правиш вакуум се прави секоја сабајле. Секоја сабајле кога ќе станам од спиење пред или после кардио, јас правам вакуум, уз вакуумот правам и позинг. Буквално секоја сабајле се дешава тоа. Така го учиш телото што треба да презентира на бина, пошто на бина ти немаш огледало да се гледаш. Тоа мораш да го знаеш и подсвесно, ако ги гледаш луѓево, судиеве, ти ги гледаш само како така, демек се гледа физички што гледаш. Внатрешно мораш да се фокусираш на деловите, исто како кога сум на тренинг. Кога се трудам да го активирам тој мускул, дур сум на тренинг, дур го вежбам тој мускул, исто е битно и на бина да се презентирам тоа што треба да го покажам. Сатите поминати гледајки се во огледало, значи тоа се огромен број на сати. Значи ти си запознаена со своето тело, да кажеме, не ти туку луѓето кои што се бават со тој спорт, навистина развиваат едно чувство за естетика многу поразлично од по специализирано, по чисто, да кажеме, од останативе луѓе. Да не зборам за луѓе кои што не се спортисти, но стварно колку тоа чувство на естетика, да кажеме, кое што мораш да го развиеш, затоа што ти мораш да изгледаш совршено, да наречам, колку тоа ти представува проблем, да кажеме. Колку е проблем да ја бркаш совршеноста цело време. Види, огледалото е чин во секоја теретана. Теретана без огледало не постои.
Исто така и бодибилдер, дома ако нема огледало, значи не е бодибилдер. Значи не може да биде у тој спорт. Од една страна, некој знаеш ќе каже нарцизи сме ние. Не сме нарцизи, едноставно огледалото е дел од тебе. Како што исхраната мораш да имаш огледало дома. Или кај да идеш, ти цело време се гледаш, нон-стоп се гледаш. Формата ти е многу битна. Дур вежбаш, многу ти е битно да се погледнеш како вежбаш, што вежбаш. Значи, таа конекција што ќе се поврзаш што огледалото и мускулот, што работи, како работи, тоа го презентираш ти на бина. Ако не имаш огледало, од кај ќе знаеш ти што правиш на бина? Значи огледала во теретаните не се стаени За гледање дали сме убави Да. улица. Буквално така. Значи има практична Туку, примена да. во процесот уствари на Да. на вежбање. Тоа е Ете интересно. има многу клиенти што помини замени само, знаеш, ќе се гледа така, а добро сум, ќе се стегаат. Ама Ако делот не се огледалата, значи јас не знам, не можам да замислам теретана без огледало како би изгледала. Сите би биле како глупи внатре, како шунтави, нема да знаат што прават. Тоа е баш еден јак чин од секој спорт што се бави да, со мислам теретана. неверојатно вака кој ако размисли човек маца колку елементи се во игра кога човек ќе влезе во теретана да вежба, затоа и неверојатно многу луѓе не ја сакаат, мислам не преферираат аутдор да Па да да, практикуваат. нема да ја сакаат некои теретаната, зашо не може да се померат со тоа од огледалата, како што ќе се гледат. Сликата, значи, ама реално Да. тешка слика е кога Да. па посебно човек кога првпат влегува, мислам денес е веќе многу познато и многу присутно дека значи луѓето бегаат од својата несовршеност, стварно не сакаат да се соочат со тоа Да. и од тука нели доаѓаат и тие пластични операции и различен тип на корекции кои што ги прават само за да коригираат дел од себе и да го направат прифатлив прво пред самите себе, а после и пред другите. Ме интересира колку е мислењето од другите релевантно за тебе. Значи колку е, мислам, ти она што го кажав, ти многу добро знаеш како изгледаш, што правиш за да изгледаш Да. така. Мислам, имаш реални критериуми и многу високи, но колку Да. колку мислењето или колку признанието ти значи од друго место кога ќе стигне. Па види, како што кажав, немам веќе идол, така да не ме интересира ни мислење од некој што ќе ми каже. Јас знам кај сум, јас знам што правам и нормално сега успехот не е туку така еднаш да се појавиш на светско, да освоиш, да победиш 2 пати, 3 пати. Туку константно ти кога ќе стоиш на тронот е многу потешко. Може би е лесно, едноставно и случајно еднаш да победиш, но да останеш на тронот е многу потешко бидејќи сите гледаат од тебе, прават споредба што имаш направено, како имаш направено, да стигнат до таа форма ти што си. А јас треба лично самата да се победам и да се појавам сосем во друга форма. Така да секоја година, кога идам на било кој настан, јас се подобрувам, јас се такмичам сама со себе, за да се надминам и да се појавам во друга форма. Така да мислењево од луѓево, сега секој има и различно мислење, има многу што се лажат и јас не сакам да бидам така како тебе, многу си ти као. А уствари сонуваат да имаат таков успех, само нивната дисциплина и нивниот карактер не им дозволува. Значи ти ако си карактер денеска тоа и тоа ќе јадам, денес утре еден месец, опа, се гледаш на огледало, гледаш трансформација. Ајде као еднаш ќе му дозволам ќе направи чит, зборамо да спе као тренер, чит, еднаш ќе се гледа следниот ден на огледало, ништо не е, таман се сум на место. И веќе тука почнуваат да се лажат самите себе, ајде нема да ме примети, а мери се приметува. Ке се опушти еднаш, 2 пати, 3 пати и тука иде скалила на назад. Не оди скалила нагоре напред да оди, туку се враќа назад. И тоа е само мозочето што му работи спротивно и што може да ги излаже да направат само полошо за нив. Ајде малце да ја скршиме се и сликата за совршеноста, затоа што и може би премногу совршената направивме, иако може би си стварно многу блиску до тоа. Значи кога е постои ли период, да кажеме, изминативе неколку години од кога се надпреваруваш попрофесионално да ти едноставно не можеш да се ставиш во ред, она што викаш ден, 2, 3 си дозволувам да јадам работи појако од мене. Значи имаш ли такви периоди? Колку такви периоди ти се случуваат и како се справуваш со нив? Веќе кога сме тука кај секој постои период кога ништо нема да ти оди. Буквално не можеш да се фокусираш. Тие веќе периоди ги имам научено и се помирувам со тоа, треба да се смирам,
а претходно ми предизвикува голем проблем. Зашто не можев да се помирам да не направам тренинг фул како што треба. Така да, што и да, и тркач, да, ќе трча, ќе сопне, ќе падне, ќе стане, повторно ќе трча. Така да, секоја паузичка таква што ќе ја направиш, мораш да се смириш најпрвин самиот во главата, да си сташ дека е период таков, што ништо не е трајно, ништо не е, зборам, долготрајно, што мораш самиот да си дадеш у главата пауза од тоа мислите да се смират, дека ти треба малку одмор. После одморот ти одиш уште скалила погоре, уште нанапред. Но поентата е колку ќе бидеш ти цврст тоа да го издржиш. Тие периоди за мене се ужасни периоди, зашто цело време сум навикната под едно темпо, се турбо даваш и одеднаш снемуваш сила. Зашто не може веќе да оди. Си имаш потрошено, имаш дадено се од себе. Значи, одморот е решение за тие падови, да кажеме. Да, ама не одмор за да не вежбаш, туку само да се стабилизираш малку со пониска килажишка. Повторно да бидеш активен, само малку да се смириш, да се поврзаш со тоа, да се вклопиш дека е период, дека треба со тоа да се помириш. Добро, но храната е најголемиот твој сојузник и Да. непријател во исто време. Да. Значи, ти одлучуваш во кој момент што ќе биде. И да кажеме во кои ситуации ти била најголем непријател во изминатиот период и во која форма? Пак ќе кажам, со тек на времето и сега веќе што и да каснам како бургер, као некоја таква храна, значи ништо не ми одговара, бидејќи сум навикната цело време на константно на нешто исто, бидејќи константно и неколку години поред, еве 4-5 години без престан сум со припреми, со таква храна. Значи, кој ти е значи режимот? Но не мора да значи дека сум веќе професионалец во овој спорт што го правам и дека професионално работам, а мозочето не ми шета за да каснам нешто благо или било како. Посебно кога сум при крај со период за такмичења. Не мора да значи па и на крај, може и на почетокот да ме фаќаат некои кризи, ама само така ќе си гледам рилови од палачинки, од пици. И исто како да имам јадено, дури знаеш, некој савајле ќе се разбудам така, ќе сонувам дека имам јадено нешто и само да помислам вика да немам станато преку ноќ да јадам. Знаеш, те лаже малце. Ти дека се случило ли да, стварно? да станам да јадам? Да. Не. Тоа ми се нема случило, зашто ке мене у фриждерот има само пилешко, јајца, компир, зеленчук, ништо нема дома ке мене. И затоа морам сама да живеам. Кога живеам со мајка ми ќе јаде тоа ја што ќе јадам. Така да... Ама сепак, сам кога ќе си ставиш патент на устата, знаеш што треба да јадеш, треба да ви издржиш војнички, ќе се помириш со тоа и пред се треба да го ујачаш мозочето за да функционира така. Колку ти беше предизвик да ја објасниш на мајка ти? Прво кажи ми, која беше нејзината реакција на, еве да кажеме во 2021 кога го постигна тоа што го постигна, мислам, што се случи кај жената? Колку и беше верно дека ќерка и нејзина е светски шампион? Ќе кажам првин како прв пат мајка ми ме виде кога сум у она завршна фаза за првото такмичење 2019, немаше кој боја да ми става, ние пред такмичење нели се мачкаме со боја. И мајка ми мора да ме мачка. Се соблакам јас и мајка ми ме гледа. Леле дете, вика, што си направила? Вика, па ти не личиш на себе. Тоа и беше првиот израз и онака беше малце како разочарана што гледа од мене, дека многу сум сува целата, тогаш бев и слабечка, немав ни толку мускули на мене, апла бев слаба. И како, знаеш, не е убаво вака да правиш, но со тек на време гледаш дека јас сум упорна у тоа што правам и луѓето, знаеш, ти со убави коментари ти дават друга енергија, а сепак она, иако може не ме поддржуваш од тоа така што изгледам, дека си изгладнувам, се мачам, од друга страна мајка се гордее со мене. А првиот пат кога се појавив на светската сцена, тоа беше, не знам, мислам дека и го имам од една страна скратено животот, од друга страна и го имам продолжено животот, зашто ни самата не знаеше кај тера. Јас сум среќна она, но
некој месец дена како онака ми беше добро светски првак сум. Знаеш, самата не бев свесна што имав направено. Мгм, мгм. После некое време кога се вратив и тука во Македонија од такмичење кога се вратив, сите што беа кренати онака на нозе, знаеш, поинаку сите ме гледа, од сите портали се пишуваше за мене, по сите телевизии нонстоп гостувања се. После некое време, знаеш, ми спласна така, ми дојде као емоција некоја што имам уствари јас направено. И мајка ми од тогаш ми е најголемиот, мислам, она секој пат ме поддржува за што и да одлучам, пошто знае дека паметно одлучувам, мислам, сега можеме сите да сгрешиме, но толку има сигурност у мене што е свесна што правам, како правам и дека тоа што го сакам јас ми го дозволува да го правам. Значи, ти си ја исплашила жената на момент, ама а, Дури се имаат случајно моменти со мајка ми тогаш кога се, бидејќи таа е паланка живее, јас сама си седам тука, но има некој пат ќе дојде посебно тогаш на почетокот ми треба повеќе финанси и таа работеше тука ми помагаше. може ли да се И каже дека тоа е жената што ти е најголема поддршка во целиот овој дефинитивно. процес? Дефинитивно. Мајка борец што се што има она поминато во животот и уште јас сум и од една страна и го продолжувам животот. Значи, се најдобро на целиот свет заслужува тој родител. Бидејќи знае од кај имам тргнато и знае дека јас никој пат од неа немам побарано поддршка некоја, мислам поддршка, сепак ми е поддршка, но помош или да кажам дека нема ми требаат пари или ми треба нешто. Тоа како родител она само го чувствува, а никогаш од неа немам побарано финансија некоја. Зашто немам срце да побарам, ако треба се сама ќе направам, само од неа да не барам. Ја се надевам дека ќе има прилика да го види ова твое излагање и мислам дека поголемо признание од тоа не и треба Да. и поголемо задоволство од тоа не и треба, затоа што еден родител треба да се стреми да го постигне точно тоа што го кажа сега. Значи, Да. поголем успех, ја не знам што повеќе. Тоа е Така. буквално плафонот. Се случуваа моменти кога ќе дојдам порано од работа, по цел ден бев во сала и тренинзи плюс работа продолжува и веќе ќе завршам со оброците, стигам дома и мајка ми тогаш ме учеше уште дека не ми е дојдено до зборење, дека сум гладна, нервозна, веќе, знаеш, пред време имам изедено тоа што треба да го јадам и немам веќе што да јадам, дури водата ја имам испиено и само така ќе си се расплачам дека ми е макан и не можам да спием. Женава колку пати си има расплачано на место мене. Дури еднаш ја фатив, сега ја оставав она да ми готви. Јас тогаш работев 2 смени, одев на работа, мајка ми беше послободна. Тогаш за прв пат, мислам, кога бев на светско, собирав пари за да имам за на светско да идам. И гледам некако месо повеќе имам, тогаш требаше, памтам, по 500 грама да јадам месо. Некој цело време ми е повеќе, знаеш, имам како плюс 2 оброци. Женава скришум да не гладува ќерка и повеќе ми става. Ама она не сваќа тоа дека мене ми прави ми прави пореметување и у плани и у се. А женава не знае да крие. А викам, мамо, нешто, викам, као многу ми е, викам, од кај, викам, земаш месо, викам, го имаш сменато, викам, од некаде, викам, пошто не се собира, некој, викам, многу количински. Женава се расплака, вика, не можам да те гледам, вика, дека гладуваш, вика, дека плачеш, вика, за јадење. Значи, тој момент многу ретко некој може да го доживе и да свати веќе колку е сатот и после таа припрема, мислам дека последно тогаш ми беше светско што живеам со мама, со мајка ми, потоа морав да ја кажам да си оди Паланка, да не ги гледам моите процеси, што правам, како правам, бидејќи не сакам некој да доживеува као негативни случаи покрај мене. Зашто јас знам дека тоа е период, дека морам да издржам тоа што го правам. Сега да не биде ова погрешно сватено од некој дека јас се мачам тоа што го правам, тоа ми е љубов. Едноставно мораш да истрпиш некои си препреки, некои си за да успееш. Ако не се помириш со тоа, нормално дека е тешко. Ништо не е лесно. Тоа се нови феномени. Пак бодибилдингот кај нас, да кажеме, малтене на почеток, иако постои доста време, многу малце луѓе го практикуваат, таа генерација, да кажеме, на мајка ти луѓе, апсолутно тоа е нов универзум за нив. Да, Значи, да. и посебно ние, како Македонија, како сиромашна нација, ние сме со храната, имаме друг тип на однос.
Значи Да. нашата кујна е мајка кој ќе влезе на пример да готви у кујна, тоа е врвот. Значи тоа е за нив полн фрижидер и успех во животот. Да. Значи некако така ние околу фрижидерот и околу храната го имаме структурирано целото наше постоење. И ти ако се оттрнеш од храната, ти се оттрнуваш од животот во нејзини очи. Мајка ми покрај мене има многу големо, како да кажам, голем успех кон тоа јас што јадам, дури слободно може да кажува на луѓе, иако не е тренер, да кажува исхрана, да кажува што треба да прават, како треба да прават, некој да се најде свесен да ја слуша, значи огромен успех би имал. Реално, а таа е среќна на секој кажува. Например, јас можам да наплатам моето знаење, на некој она не, она со задоволство може да го каже на сите што правам, како правам јас. Значи во Паланга може да почнат да шетаат билдери за некое време. Ако ја слушат неа, можат. Што е следно за тебе? Значи континуитетот е збор што неколку пати го повторуваш во денешното снимање, очигледно имаш се уште намера да бидеш таму негде на врвот. Се уште имаш намера да се надпреваруваш. Која е целта, да кажеме? Кој е следното достигнување за тебе? Види сега, жилбата е едно, можностите се друго, но секој пат секаде постои и да има разочарување. Зашто не се е совршено како што изгледа од страна. Јас имам голема желба повторно да се појавам на сцена и се, иако правев скоро година пауза, мада минатата година излегов онака, зашто јас секогаш можам да излезам, само ми треба време, датум и да бидам спремна. Сега имаме некој нов план. Сега работам со Крис Кормиер, еден од топ 6 мистер олимпици, морам да го спомнам него, бидејќи тоа нешто ново за мене. Мислам, се уште немаме почнато со работа, зашто гледам јас до кај можам, што можам. И здраве кога веќе одам у MPC, таму да си ја пробам среќата, Јас во IBB освоив се што можеше да се освои. Значи нема што повеќе, дури со години поред повторуваме исти успеси. Ова е нешто ново за мене, но мислам дека се уште не сум созрена да згазнам на таа сцена, ми треба малце поголем квалитет, но сум сигурна дека со Крис многу можеме да успееме, како и тој што ми има мотивирано, што не може да поверува на мојата генетика, што генетика имам на тие години што ги имам сега. Бидејќи во MPC повеќето од тие што се во протакмичарки, сите се над 30 години. Што е MPC да објасни? MPC е друга федерација. Директно можам да кажам дека американци се таму повеќе, се води под Америка. Сега други стандарди, други побарувачки се таму и позинке е поразлично, подруго, формата е подруга, повеќе квалитет се гледа. Но како скала, друг левел. како скала поголе, да кажам. Да. Сепак IBB што се такмичав сега е на светско ниво, но ова ти е веќе како кругот на VIP, на елита. Да. Добро. По начинот на кој што ги правиш работите, љубовта и посветеноста во секојдневието што го вложуваш, не се сомнавам дека еден ден и таму ќе те видиме. Не знам дали е тоа исто на национално ниво, дали се уште представуваш нација или веќе себе си како атлет или како клуб. Таму ако одам со моето име и презиме, како Мерија Киевска, така се представувам. Добро, значи па и доволно беше, мислам дека она македонско знаме го извади сегде кај што требаше, го извади кај што кажа. Сепак тоа ми стои во срце и секаде идам со знамето. Иако ќе се такмичам како Мерија Киевска, како име и презиме само, но сепак моето знаме си стои зад мене. Дали тоа значи дека ќе треба да се релоцираш од Македонија на некој период или можеби? Па види, веќе кога ќе сум во припреми за MPC, ќе морам да излезам од тука, бидејќи Крис Кормиер е во Америка, ќе треба да имам тренинзи со него, зашто веќе тоа друг левел, во прашање е друга форма, други квалитети, што сама до тука сум сама. Тоа го знам, тоа го имам научено. Мислам дека сум и блиску, но сепак од некој искусен да слушаш и да те коригира и со некој друг да правиш тренинг е многу битно. Јас сама имам до ден денеска се сама правам. Значи сама сум си на себе тренер, сама знам што правам, како правам и да сгрешам нешто, сама си грешам. А друго е кога има некој покрај тебе и кога ќе ти помогна на тренинзи, тие плюс 3 пати што ќе кренеш се многу битни. Мене толку ми е силата и уште се немам доверено на некој што ќе ме чува и што ќе биде со мене на тренингот. Не, јас сама сум борец, сама си имам зацртано во глава и секој пат одам до отказ.
Ти посакувам многу успех понатаму, фала ти за денеска и очекувам дали со нови успеси или без нови успеси, но дефинитивно со ново знаење те очекувам повторно. Ти благодарам многу и на поканата и на убавата комуникација, убавите теми за муавет.